Со години се кршеле закони, се прикривале неправилности за дискотеката Пулс да може да работи без да ги исполнува минималните услови за безбедност, кажа републичкиот обвинител Љупчо Коцевски. Обвинителството го поднесе обвинението против 34 физички и 3 правни лица за една од најголемите трагедии во земјава, во која загинаа 62 лица, меѓу нив 6 деца, бидејќи за влез во дискотеката не се прашувало за години. Прво обвинети се сопственикот на дискотеката заедно со својот син, кој во 12 години работа на Пулс, правел реконструкции без надзор, вградувал несоодветни материјали кои биле лесно запаливи, не били исполнети минималните технички услови за работа, а ниту биле запазени безбедносни протоколи при опасност. Меѓу 34-цата обвинети, кои според обвинителството не направиле ништо да ја превенираат катастрофата, се и членови на нивните семејства, екс-градоначалници, директори, инспектори, државни функционери, како министри и секретари. Сите се гонат за исто кривично дело, тешки дела против општата сигурност, но по различни ставки. Во оваа група за 5 лица, меѓу кои 20 поранешни министри, постапката е запрена, бидејќи обемот на прибраниот доказен материјал до овој момент не е доволен да се покрене обвинение против нив. Се обезбедија докази за еден државен службеник кој постојано ги изготвувал лиценците за Пулс и кој директно побарал и примил подарок за себе и за други, за да изврши службено действие што не би смеел да го изврши. Во 2019 година прво обвинетиот побарал и добил 12.000 денари парична награда кои му биле исплатени на неговата банкарска сметка. Во 2024 година пак за поголема имотна корист од 226.000 денари на прво обвинетиот му изработил 2 фалсификувани лиценци кои ги заверил со службениот печат на Министерството за економија, а на кои своерачно се потпишал како да се потпишала обвинетата државна секретарка. Директорите пак на Дирекцијата за заштита и спасување, како и генералниот инспектор кој раководел со инспекцијската служба, се гонат дека, иако свесни дека може да дојде до последици од нивното непостапување, сепак не презеле мерки за заштита на луѓето и имотот од пожари, односно никогаш не организирале надзор, ниту иницирале вонредни инспекции. Тројцата градоначалници кои од 2012 до 2025 ја воделе општина Кочани се гонат бидејќи на местото каде е Пулс не смеело да има кабаре, а тоа функционирало. Знаеле дека објектот, така нареченото кабаре, клуб Пулс, представува безбедносно опасен објект за вршење на угостителска дејност, бидејќи не ги исполнувал законските услови. Со своето непостапување му овозможиле на прво обвинетиот и правното лице незаконито да вршат угостителска дејност. За 11 лица е запрена постапката поради недостаток на докази и тие сега нема да се гонат со обвинение, но Коцевски посочи дека тоа може да се промени во иднина. Во однос на 13 полициски службеници кои вчера беа приведени, Коцевски кажа дека како соизвршители не постапиле според прописите на мерките за заштита на присутните во дискотеката Пулс, не спречиле палење на пиротехниката и направиле уште низа безбедносни пропусти.